Великденскиот пост го чисти телото и делува како природна детоксикација, тврдат лекарите од Штип. Тие објаснуваат дека не станува збор само за тоа да се откаже човек од месо и од млечни производи, туку и да се јаде паметно и здраво. Со повеќе овошје, зеленчук, житарки и доволно течности, телото се чувствува полесно и поактивно. Лекарите советуваат дека секој ден да се пијат околу 2-3 литри вода и да се внимава на сон. Ако се пази на овие работи, велат постот може да ни донесе и здравствени бенефити. Постот значи чистење и детоксикација на организмот, не само избегнување на храна од животинско потекло, месо и млечни производи. Секако повеќе за ова духовно како влие би кажале свештените лица, меѓутоа од медицинска гледна точка и текако има бенефит. Една е балансирана здрава исхрана, не секогаш значи месо и во големи количини, значи нашето потне ги изобилува и со исхрана која што добиваат сите нутриенси кои што се потребни на организмот. Меѓутоа овде апел секако би препорачала, има денови кога се внесува и риба, значи по календарот, верскиот календар, течности, значи внесување на 2 до 3 литра течности. Значи детоксикација на организмот, значи со доволна хидратација и сон секако. Значи ако имаме добри мисли оние што решаваат да постат, значи еден добар сон и на духовен мир. Во денови кога има строг пост, доктор Митрова вели дека се потребни јаткасти плодови, како и многу зелени салати, со цел да се внесат доволно витамини. Значи, овие масло, сите потребни можеме да ги земеме преку јаткастите плодови, значи ореви, баднеми, значи кои што го имаат истиот состав и би го внеле така. Да, започнува пролета, значи на пазарот се појавуваат зелените салати, марула, пролетна зелка, така да има, значи внесуваат, меѓутоа има замени на пазари дел од млечни производи кои што немаат животинско потекло, така да оние кои што се љубители на ово може да го задоволат својот апетит и со тие заменски прехранени продукти. Инаку постот ќе трае до 12 април, ден недела кога ќе се слави Воскресението Христово. Оваа година според типикот на Македонската православна црква, масло е дозволено само за викенди. Масло и вино на 2, 9, 12, 25 март, 5, 7, 9 април, а риба само на цветници.